Стадион, емисија за вашата вистина. Разговарајте, критикувајте, прашувајте слободно. Дебатата е демократија. Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас, Толе Наумов, во наредните 2 часа. Денес ќе зборуваме за тоа што се случува на Блискиот Исток, во Израел, Газа. Израел и Хамас во конечна пресметка, Блискиот Исток на прагот на светска војна. Последните информации во врска со овој регион се дека израелските тенкови веќе влегуваат во Газа. Жителите на Газа бегаат од северот. Ердоган во нова невозможна мисија како ќе се постави во конфликтот меѓу воинствениот Хамас и однос до љубивиот Израел. Инаку Ердоган, Путин и Кина бараат палестинска држава да се воспостави како според нив единствен начин за траен мир на овој простор. Затворно отворено појасот Газа и западниот брег блокирани од сите страни, исклучена вода, струја. Израелците убиле еден од лидерите на Хамас, кој што бил командант на нивното воздухопловство и кој што бил тој што го смислил сето тоа што со воздушните напади со параглайдерите. Тоа се тврдење на израелците. Огромни тунели на милитантите на Хамас во Газа. Тешко дека ќе можат израелците и со најтешките бомби да ги струшат. Или, иако ги струшат, ќе предизвикаат големи разрушувања и голем број на цивилни жртви. И во војната има правила. Цивилите не смеат да се користат како жив штит, порача првиот човек на Обединетите нации. Израелската армија почна со операции во појасот Газа. Се уште не се зборува за копнени офанзиви, меѓутоа, според последните информации, неколку тенкови влегле. Жителите на Газа треба да се упатат на југ од енклавата меѓу 10 и 16 часот по локално време. Фон дер Лајен и Мецола беа однесени во скривница откако во Тел Авив одекна сирени. Тоа е многу мал простор. Хамас веќе има ракети со домети до 200 километри. Така да може да го напаѓа, да го гаѓа Израел било каде. Дури може и местата каде што се претпоставува дека се наоѓаат нуклеарните оружја, базите воени, научните институти и бази каде што се развива таа нуклеарна технологија или каде што веќе постои. Нетањаху се обрати пред еден ден до нацијата: напаѓаме со невидена сила, ова е само почеток. Иран и Либан повикаа на итен собир на исламските земји. Хезболах му вети помош на Хамас. Дали тоа значи дека Хезболах може да направи исто така инвазија од озгора, од северот, од Либан, за да му ја отежне работата на Нетањаху и на израелските воени сили во операцијата во Газа. До сега се загинати пријатно над 3000 луѓе. Бројката со која што се оперираше вчера беше околу 2500. Првото нешто што ќе го слушнеме денеска е интервјуто или првиот дел од интервјуто со еден евреин кој што од толку време се бави и со економија, се бави и со безбедносни политики, со психологија, што е експерт за односите на Блискиот Исток, меѓутоа многу добро ги познава и европските прилики или неприлики. Има живеено во Македонија, моментално е во Македонија, во Русија, во Унгарија. Господинот Сем Ваклин, професор, финансиски советник, аналитичар и писател. Да слушнеме што вели тој за ова што се случува во Израел и во Газа. Вистина. Разговараме со Сем
Сем Вакнин. Господин Вакнин, добар ден, добродојавте во стадион на Канал 77 после година две. За почеток, како Thank you for сте? having me. Како сте? Добар ли сте? Кај бевте до сега? Што работевте? I was in Russia for a few years and then in Hungary. Неколку години бев во Русија, а потоа во Унгарија на година и пол, две, а во Македонија се вратив во март. Како изгледа сето тоа што се случува во Украина и во светот воопшто од руска перспектива, со оглед на тоа што таму сте простојувале 2 години? No, in Russia I was 6 years. Не, во Русија поминав Ага. 6 години. In 2 години Hungary I бев was во doing- Унгарија. Уште подобро. Yeah. Како изгледа Украина и светот од таа перспектива? Russia is in a state of advanced paranoia. The belief that there is a cataclysmic or apocalyptic war coming. Русија е во состојба на напредната параноја. Верувањето дека доаѓа катаклизмична или апокалиптична војна меѓу Западот кој е во пат и Истокот кој е во надоаѓање, Русија застана со Кина и сега во економскиот блок БРИКС. Русија во своите сојузи ги воведе и Иран и други. So the world is divided in two. Those who are against the American hegemony Светот е поделен на оние што се противат на американската хегемонија, оние што се против Западот. Тие сега отворено соработуваат, например, не се колебаат да влегуваат во сделки и договори со Иран. So China and Russia and Iran are in the same economic bloc now. Така, Русија, Кина и Иран сега се во истиот економски блок и тие отворено се подготвуваат за судир, за голем судир со Западот, вклучувајќи и воен судир. Now we are seeing local wars. There's a local war in Ukraine, a local war in Israel now. За сега гледаме локални војни. Имаме таква локална војна во Украина, локална војна во Израел. Веројатно ќе има локална војна во Тајван многу скоро. Локални војни имате насекаде каде што Западот се допира со Истокот, во точките на контакт, исто како тектонските плочи. Along the fault lines, there are local wars. The situation is very similar. Знаете за тектонските плочи. Имате земјотреси. По линиите на расет има локални војни. Состојбата е слична на она од 50-тите и 60-тите години кога два светогледи, комунизмот и капитализмот, војуваа еден со друг, а тоа војна беше преку посредници. Ги имавте војната во Виетнам и на други места. Сите тие војни се водеа помеѓу Истокот и Западот, помеѓу Кина и САД, помеѓу Русија и САД. Но тие суперсили никогаш не се судрија директно, туку користеа други народи да се судрат наместо нив, други војници, сателитски држави. А на војната во Израел треба да гледате на тој начин. Не се работи за локален судир, туку за дел од многу поголем глобален судир. Да ве прашам за Израел. За светот беше ова изненадување. Па изненадување беше дури и за израелската армија, за израелската влада. Многу е чудно едни од најсилните разузнавачки служби како Мосад, како Синбет, да бидат изненадени, да бидат затечени од Хамас и од милитантите од Газа. Дали вам ви се верува тоа како човек кој што потекнува таму? кој Yes, што е евреј? absolutely. Absolutely, I believe this. If you Да, апсолутно. Апсолутно верувам дека е така. Ако развивате наратив, ако развивате приказна и се внесете целосно во вашата приказна, кога имате однапред утврдени представи, модели и уверувања за непријателот, и кога одбивате да се преиспитате себе на објективен начин, тогаш се разбира дека ќе правите грешки. then of course you will make mistakes. Израел имаше на располагање многу информации за нападот што предстоеше, вклучувајќи го и точниот датум на нападот. Хамас всушност испраќаше пораки преку WhatsApp до многу израелци, велејќи им: последниот ден од празникот Сукот ќе биде црн ден за вас. It's going to be a black day for you. So they knew the date. Hamas released between December last year. Значи, го знаеја датумот. Од декември минатата година до пред 2 недели Хамас објави многу видеа, на кои покажуваа како ќе се освојат многу кибуци и ќе ги убијат сите таму. So there was a demonstration with Hamas soldiers on video, public video.
Значи имаше приказни на војници на Хамас на видео, јавно објавени видеа. Имаше различни видови на предупредување, можеби не детални, но дефинитивни предупредувања, на пример од Египет. Значи Израел знаеше, но одби да верува во тоа. Sometimes you have information, but you refuse to believe. Like if someone comes to you and say, Понекогаш ги имате информациите, но одбивате да верувате во нив. Например, ако некој дојде и ви каже жената те мами со друг, ќе одбиеш да поверуваш. Ќе го одрекуваш тоа, ќе се обидеш да го врамиш на некој друг начин, ќе му се налотиш на гласникот. Значи, се случи да не се работи на проблем на собирање на разузнавачки податоци, туку проблем со преоценување на разузнавачките информации и нивното толкување. Постоеше парадигма дека Хамас во моментов не посакува војна. Хамас сака економски раст. На Хамас му е потребно Газа економски да успее, за да остане на власт. Затоа што Хамас, нивната популарност падна од 53% во 2021 на 31% во 2023 година. Популарноста на Хамас доживеа целосен колапс и израелците се убедија самите себе дека начинот да се пацифицира Хамас е да му се дозволи на Хамас да создаде економско чудо во Газа. Значи израелците дадоа 60.000 работни дозволи на жителите на Газа да работат во Израел. Му обезбедија на појасот Газа 75% од нивната потрошувачка на електрична енергија, 50% од нивната потрошувачка на гориво, 69% од потрошувачката на храна и 73% од потрошувачката на лекови. Сето тоа дојде од Израел. Израел се работуваше на монетарен план со Хамас. Неголемиот дел од буџетот на Хамас доаѓа од Израел во форма на поврат на ДДВ. Значи, имаше полна соработка меѓу Израел и Хамас и Израел се убеди сам себе дека Хамас нема веќе да става акцент на военото решение, туку дека сега е зафатен со обезбедување на реизбор, на политичката моќ, на останувањето на власт и така натаму. Но тоа беше голема грешка затоа што Хамас се подготвуваше за војна. now is busy getting re-elected, political power, staying in power, etc., etc. That was a huge mistake because the Hamas was preparing for war. Дали тие проценки се лоши поради ситуацијата општествено, посебно политичка во Израел, каде што имаше големи протести кои што влијаја и на падот на патриотизмот. Имаше информации дека луѓе одбиваат да водат во војска затоа што се незадоволни од корупцијата, од обидите Нетањаху и владата да го прилагодат законот за судството во нивни цели за да се заштитат, односно да го спречат влијанието и контролата од судовите врз извршната власт, врз владата, врз министрите. We must distinguish two things. On the level of intelligence, and especially military intelligence and so on, Треба да правиме разлика меѓу две работи. На разузнавачко ниво, особено кај военото разузнавање, постоја политички очекувања. Владата на Нетањаху, која е комбинација од криминалци и ултрарелигиозни луѓе, значи, владата на Нетањаху јасно кажа дека за нив приоритет е Западниот брег. Прататковината, историската прататковина на евреите, значи Западниот брег и Јерусалим. and that Gaza, А дека Газа и населбите на границата со појасот Газа не се многу важни. So of course all the machinery of the military, Се разбира дека целата воена машинерија, Шабак, Шин Бет, целата таа машинерија се трудеше да го задоволи шефот. Netanyahu destroyed all the democratic institutions in Israel. Нетањаху ги уништи сите демократски институции во Израел. Во Израел има само еден носител на одлуки. Израел апсолутно стана ефективна диктатура. And so exactly like Putin, Исто како Путин. Путин е обкружен со луѓе што му го кажуваат тоа што тој сака да го слушне. Исто и со Нетањаху. Нетањаху рече дека Западниот брег представува ризик. Треба да се концентрираме на Западниот брег и сите рекоа: во право си, ти си гений, ти си извонреден, апсолутно непогрешлив. И преместија 95% од армијата кон Западниот брег за време на еврејските празници. fewer than 5% of army units Помалку од 5% од армиските единици останаа во близина на јужната граница. И тие единици беа 2-3 часа оддалечени. На армијата и требаше 7-8 часа за да стигне до границата. Затоа што целата војска беше во Западниот брег, штитејќи ги доселениците и нивните населби, подготвувајќи се за големиот напад на Западниот брег, кој никогаш и не се случи.
So there was a misconception. Значи имаше погрешно разбирање што беше политички мотивирано. Можно е слично како во Ирачката војна во САД. Сите тогаш велеа дека Ирак има оружје за масовно уништување. А денес знаеме дека тоа беше целосен нонсенс. Но тоа беше тоа што Буш сакаше да го слушне и му го говореа токму тоа. The political level, the political elite and echelon have huge influence on interpretation and evaluation of intelligence. Политичкото ниво имаше огромно влијание врз интерпретацијата и оценувањето на разузнавачките податоци. Никој не сака да му се спротистави на премиерот. Тоа е еден дел од тоа. Второ, и неповрзано со првото е фактот дека имаме целосен распад на довербата и консензусот меѓу различни делови од населението во израелската држава. Религиозните и секуларните, левицата и десницата, Settlers and people inside the green line. доселениците и луѓето што живеат во границата на зелената линија. Во Израел имате мноштво групи што веќе не може да се согласат што е Израел, каков идентитет има Израел, каква треба да биде иднината на Израел, каква е визијата за Израел и така натаму. This is why I definitely predict a civil war. Веќе нема согласност. Поради тоа јас дефинитивно предвидувам граѓанска војна. По завршувањето на оваа војна ќе има граѓанска војна во Израел. Воопшто не се сомневам во тоа. Може би тоа ќе биде спородвижечка граѓанска војна. Може би тоа ќе биде само правна граѓанска војна, но ќе има судир, ќе има војна. Голем судир што ќе биде закана за опстанокот на Израел. Каде е улогата тука на Соединетите американски држави како стратешки силен партнер и поддржувач на Израел како ментор? Затоа што излегува дека и они се затечени. Освен ако не се во право тие што велат дека ова им одговара на американците за да повторно се вратат силно на Блискиот Исток и да ја стават својата шака на Блискиот Исток, откако почнаа да ги губат позициите. Саудитска Арабија се доближи со Кина, се доближи со Иран и други такви потези кои што не им одеа во прилог, односно го намалува влијанието и инфлуенцата на Соединетите американски држави. The timing could not have been worse for the United States. Тајмингот не можеше да биде полош за САД. На САД им требаат само 3 извори да ја подржат Украина против вистинскиот голем непријател Русија. Иран не е ништо во споредба со Русија. Русија е вистинскиот непријател. Затоа фокусот на САД беше на Украина. Републиканците во САД одбија да го одобрат буџетот за поддршка на Украина. Технички во моментов нема пари за поддршка на Украина. And in addition to that, the United States as a country doesn't have a budget. Дополнително, САД како држава нема буџет. Нема договор за буџетот, има само договор за финансирање за период од 45 дена. Републиканците сега избраа нов спикер на Конгресот и постои една, да речеме, тврдокорна група републиканци што го саботира буџетот за да ја затвори владата. И дефинитивно нема да дозволи никаква идна помош за Украина. Последното што им е потребно на САД во моментов е уште една криза, за која ќе им требаат и дополнителни пари и оружја. Овој ги дели американските напори. Ова што се случува е во полза на Русија. Затоа Русија е многу задоволна од ова што се случува во Израел. Now, this whole thing was provoked not by the United States. It was provoked by Iran. Ова не беше предизвикано од САД. Ова беше предизвикано од Иран, затоа што Иран беше преплашен од текот на настаните. Тоа што се случуваше беше дека САД беа подготвени да ја подкупат Саудитска Арабија до одбранбен договор за да овозможат нормализација на односите со Израел. This would have created an axis of the two biggest enemies of Iran, Israel and Saudi Arabia. Тоа ќе создадеше оска на двата најголеми непријатели на Иран, Израел и Саудитска Арабија, а поврзано со одбранбениот договор со САД. Значи, ако Иран ја нападне Саудитска Арабија, САД се обврзани да го нападнат Иран. Исто така договорот што постоеше со Тајван. Used to be. The treaty that used to be with Taiwan. Now there isn't, but used to be. So, and the same... Исто како договорот што Америка го има со Израел. Значи, не се сомневам дека Иран се наоѓаше во состојба на целосна паника. Тајмингот на нападите на Хамас не е случаен. Неговата цел, главна цел, беше да го саботира договорот со Саудитска Арабија.
Тоа беше главната цел. Also, the agreement with Saudi Arabia is very bad for the Palestinians. Исто така, договорот со Саудиска Арабија е мощна лош за палестинците. Тоа е 7ми ваков договор. 6 други арапски држави потпишаа мировни договори и договори за дипломатски односи со Израел, Мароко, Бахрейн, Обединетите арапски емирати и така натаму. And there is a trend here. Arab countries make peace with Israel. Се гледа тренд арапските земји да се помируваат со Израел. Тие ги прифаќаат израелските инвестиции и израелските туристи. Issue is solved. Споделуваат разузнавачки податоци со Израел. Како палестинското прашање да е решено, како веќе да нема проблеми со палестинците. The demands of Интересите, проблемите на палестинците, нивните барања, а многу од барањата на палестинците се легитимни, не се веќе на маса. Исто како арапските држави да велат, го прифаќаме постоењето на Израел на сметка на палестинците. Следниот договор со Саудиска Арабија навистина беше огромен проблем, затоа што Саудиска Арабија е верскиот центар на исламот. Позната е како чувар на светилиштата, чувар на светите места. the shrines or the keeper of the sacred places. Мека и Медина се во Саудиска Арабија. Значи, So, Saudi Arabia to make peace with Israel is like Islam is making peace with Israel. ако Саудиска Арабија склучи мир со Израел, тоа е како Исламот да склучил мир со Израел. Сега и Хезболах и Хамас, долгите раце на Иран, се верски движења на отпор. Religious Хамас е исламистичко движење, исто и Хезболах. И тие не можеа да прифатат центарот на Исламот да склучува мир со Израел. and so they could not accept that the center of Islam is making peace with Israel. In the charter of Hezbollah and in the charter of Hamas, Уништувањето на израелската држава е главната цел во повелбата на Хамас и во повелбата на Хезболах. Тоа е манифестот, тоа е платформата на Хамас и на Хезболах. Hamas Хамас во последно време зборуваше дека можеби оваа генерација нема да го уништи Израел. Можеби и следната генерација тоа ќе биде. И го прифатија решението за две држави како привремено решение. because according to the most radical interpretations of Islam, the fundamentalist, the Shia interpretations of Islam, Според најрадикалните толкувања на исламот, шиитските толкувања на исламот, ако евреите имаат држава, тоа е престап против Бог. Евреите во исламот се познати како Ахал Китаб или Ахал Дима. Според исламот, секој што не е муслиман треба да биде граѓанин од втор ред по заштита на исламскиот режим. Islamic regime. And for a second-class citizen, Ahl al-Dhima, to create its own state and army, А за граѓанин од втор ред, Ахал Дима, да создаде своја држава и армија, не е престап против муслиманите, туку против Божиот космички ред. Тоа е ерес, светоградија и света обврска на муслиманите да го обноват редот на светот така како што наредил Бог. Бог го бара тоа. Значи, ова е джихад. Ова е джихад. God has demanded it. So this is jihad. This is jihad. Hamas openly says Хамас отворено зборува дека е вклучен во джихад против Израел. Джихад е секоја борба за обнова на Божиот поредок. Можете да водите индивидуален личен джихад, например, ако пиете, и можете да водите джихад за да престанете да пиете. because God forbids drinking, and you can make jihad to stop drinking. To make jihad against a Jewish state, Водењето од джихад против еврејската држава значи обнова на Божјата заповед дека муслиманите и само тие се Божиот народ, а сите други грешат. Значи, имаме верска димензија во сето ова и Саудиска Арабија не е држава. Таа е верски центар, а верскиот центар да склучи мир со Израел, тоа е незамисливо. and so for a religious center to make peace with Israel, that was unthinkable. It had to be stopped at any cost. Had to be stopped. И мораше да биде спречено. Мораше да биде спречено по секоја цена. Името Хамас е кратенка. Кратенка за исламско движење на отпорот. Тоа е Хамас. Значи, тие се како ИСИС. Се работи за една варијанта на ИСИС. Апсолутно еден вид на калифат. Ова не е Фатах. Фатах е секуларна, интелектуална, псевдозападна, безмалку западна организација. Со Фатах можете да зборувате исто како да зборувате со владата на Италија. Тие се 20 вековно движење, ориентирано кон создавање национална држава. Хамас не е тоа. Хамас живее во 6-тиот, во 7-миот век. Апсолутно. Fatah
you can talk to as if you would talk to the government in Italy. You know, they are 20th century nation state oriented movement. Hamas is not. Hamas lives in the 6th century, in the 7th century. Absolutely. Stadion. Емисија за вашата вистина. Сем Ваклин, тоа е првиот дел од интервјуто. Мене ми е многу интересно да слушам, да видам вие како реагирате. 032 397 707 397 727 397 717 локал 104, тоа се наши телефони. Можете да се јавувате, да зборувате нова тема, но се разбира нема ограничување, можете да зборувате за актуелните теми од македонската политичка сцена, се што беше актуелно изминатата недела. Имаше интересни истражувања. Сега дебатата се води околу тоа која анкета била точна, која анкета не била точна. Има и многу други работи, почнувајќи од вечната тема корупција, борба против корупција, состојба во судство. Повелете, ве очекуваме, а јас да ви најавам дека во меѓувреме ќе имате можност да слушнете и јавување од наш човек кој што е преселен, иселен од Македонија, штипски евреин, една од последните фамилии еврејски во Штип, кои што останаа, па после се иселија во Израел, да не каже што се случува таму, какви се неговите впечатоци, неговите информации. Добар ден за слушателот број 1 денеска. Ало, ве слушам. Ме слушате, Столе? Да, повелете. Вака. Пажливо го слушав Сем Вакмин, ама и да не го слушав пажливо, ќе го речам, тоа е основното за војните. Војните се последица на верските фанатици. А верски фанатици неголеми има во исламот. Има и во христијанството, и во други вери. А најголемото зло е од верските фанатици во исламот. Тие верски фанатици дори не мислат и за своите деца, за своите поколенија. Ево, значи, Хамас не била државотворна организација, верска, значи, муслиманите, другите се граѓани од втор ред. Значи, само исламот, муслиманите се од прв ред. А добро, не знам, изворно дали така пишува во Куранот или во изворните толкувања на исламот, или тоа е извитоперување? Било како и да е, значи, верските фанатици не постојат. Не постојат, значи, не се во владите, во Емиратите, кај Емиратите, сите тие држави, Оман, Јордан, Кувајт, Саудиска Арабија, ево ќе склучуваше заемно признавање со Израел, па кажуваат и така е, се спротистави на тоа, и таму се центрите на исламот. После, ајде да се вратаме во христијанството. Исто, верски фанатик и село раководство е во Русија исто. На свој блиски му ги убива децата, му ги руши домовите. Не се вратува на бојно поле војска со војска, него подмукло почна и подмукло све рушат. Кажуваат некој не направи како во Газа евреите. Ама заправо кај муслиманите се има такви злосторства од страна верските фанатици. Не направија такви тешки злосторства да убиват директно деца, да држат заложници. Значи во христијанството е во поблага форма кај верските фанатици. Ево една спомнав јас, и да бе верник, голем верник, никогаш не сум бил против, ама никогаш не сум бил верник. Никогаш. Од мојот татко наследено ми е и сум прифатил. Сум прифатил да речем од Маркс и Енгелс теоријата како основат материјата, како настаното човештвото сум прифатил, никогаш не прифаќам дека некој Бог Господ го создал. Тоа е еволуција. Илјадници, милиони, можам да речем, години. Значи, да бе верник, кога се случи трагедијата со Тоше Проевски, се ближи годишнина,
ќе престане секундарно да биде верник. Како не го заштити тој Господ Тоше, тоа златно дете, тоа хумано дете, како не го заштити? Наместо тој да седи назад, таа менаџерката без никаква повреда. Тој возачот убиец, и никаква повреда. Значи, кај е тука Господ? Затоа немој не се занесувајте во вера. Верувајте си символично. Немој да се занесувате. Сега одма ќе не обвинат за богохулење сега. Имаш право да не веруваш, да не бидеш верник, ама не треба да не го почитуваш правото на другите да веруваат, да бидат верници. Да, јас сакам да бидат верници во смисла да не прават злосторство, да не крадат, да не бидат криминалци, да не злоупотребуваат чуѓи пари позајмени, како мене што ми злоупотребија $1.000.000 скоро. Па на суд ги го преиначија обратно дека ние судските трошоци за 6 години да ги плаќаме на тие монструми што ги направија, што позајмија пари од нас. Ги направија монструозниот злосторнички суд, ги направи и нив монструми. Ќе се препознат. Како ќе ги мислат и јас на моја постара возраст и ги оставам така, не ќе ги вратат, мора да ги вратат парите. Значи, злосторствата се од верските фанатици и тие најголеми верници се толе. Имам примери. Кај тие криминалци, злосторници, кај ни како црква со икони, со шоне, тие верници се крстат, се молат оти направиле зло, да му прости Господ. Каква простување на злосторници, на криминалци? Простувањето е најлошо во верата пропишана како некоја простување на злото некој. Како може да се прости зло ако ти направи некој? Освета не, да си плати, да си ги врати парите, да врати со затвор, со што корисна работа. Значи, сватете, ви кажувам, нормален суд, не е многу занесување во вера, тоа ќе биде нормализирање како во Емиратите, домаќини има, како живеат? Катар, Дубај, Кувајт, да не ви редам. Там домаќини има. Не се муслимани, ама има домаќини. Поздрав од мене. Поздрав. 0323977073977273717 локал 104. Еве Алка Едова го чекаше. Повторно се огласува. Ги повика приврзаниците да ги нападнат евреите и нивните сојузници на секаде на светот. Синови на исламот, напагајте ги евреите и нивните сојузници во секоја земја. Сомалиската исламистичка терористичка група Ал-Шабаб им честита на Хамас на нападот врз Израел. Реклами па се враќаме со Пајо Рубиса, наш евреин од Израел. Стадион. Емисија за вашата вистина. Есента може да започне со уште повеќе пари за секого од Flex Credit. Аплицирај за кредит од 5.000 до 150.000 динари на 13505 или во едно од нашите 63 филијали и стани потенцијален добитник на парична награда. Подаруваме повеќе од 200.000 динари. Flex Credit. Пари за секого. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и WhatsApp 072-607777. Канал 77.mk. _. Facebook. Канал 77.mk. _ YouTube. На нас некој да не се заблагодари. Црна Гора и се заблагодари на Северна Македонија за евакуацијата и на црногорски државјани од Тел Авив. Или ние се заблагодарувавме на Вучик, нешто преку Албанија, стигна во Македонија, еве сега и црногорците, сојузници, партнери, пријатели, завршуваат текстот на социјалните мрежи на Министерството за надворешни работи на Црна Гора. Благодарности до амбасадите на Скопје и Подгорица во Тел Авив за посветеноста во реализацијата на евакуацијата. Режио, дали го имаме Рубиса на линија? Да, овде сум. Пајо Рубиса, вие сте последното семејство еврејско, во што постане ли некој евреин
некој граѓанин кој што е со еврејско потекло во Штип? Последниот евреин беше дедо ми, а после дедо ми веќе знаете, повеќе сме измешани со македонци. Така да дедо ми беше последниот евреин што остана во Штип. Инако во Штип имало голема бројка на евреи. Голем дел од нив. Околу 651 членови, така да после Холокаустот се вратиле само дедо ми уште еден, кој тој еден веќе заминал за Израел. Вие сте роден во Штип? Да. Тука живеете? Колку време сте во Израел? Во Израел живеам веќе 20 години, но стално доаѓам за Штип, пошто тука ми е, тука е мојот роден град, тука сум живеел, тука се моите најблиски другари и сето тоа, знаете како е. Сега се вративте со организираната евакуација што е направена со амбасадите на Македонија. Авионот кој беше финансиран од македонската влада, заедно со помош исто и со српската влада организира авион за да се вратат македонците кои што беа таму и кои работеа таму и како туристи и како и вака нели што отидоа за работа таму. Ми кажете, се знае ли колкава бројка на македонци или државјани на Израел кои што се по потекло од Македонија живеат таму? Се уште не ја знаеме точната бројка, пошто од Македонија се иселувале уште во 1938 година имат заминато од Македонија евреи кои живееле тука и од таа година па наваму стално значи некои идат на работа, некои се иселуваат и така. Се уште нема точна бројка, но може да се каже дека околу 500 и нешто луѓе живеат таму македонци, а некои од нив сега се вратија со авионите околу 100 и нешто, а некои други останаа таму пошто ти многу повеќе години живеат таму и се имат нели створено фамилии и така. Има ли луѓе кои што одат на работа, гастарбајтери или бизнис прават нешто? Има некои луѓе кои доаѓаат преку агенции кои работат, да кажеме, на година така и после се враќаат назад. Сега тие луѓе сите што беа таму, сите, значи мислам дека најголем дел од нив се врати, можда неколку останаа така, што уште не се врати, што по своја волја останаа така. Рубиса 20 години живееш таму. Не е нешто ново ова што се случува, меѓутоа со толкав обем, толку жестоко не се случило до сега. Да, овој пат е многу посериозна работа, пошто знаете како ова се работи со, мислам дека нели терористи влегоа во Израел и така да тие не бира дали има кои луѓе се таму, дали се туристи, дали се некоја верска националност, не бира, значи пукаа по луѓето и многу дел загинаа таму. Имаше околу 3000 луѓе кои беа на техно забава, на техно музиката, знаете, има луѓе кои во кибуцот, националности кои сакаат да забават. И сите тие луѓе ги пукаа, голем дел од нив се спасија, околу 260 луѓе, млади луѓе таму загинаа на лицето. И така да, во истиот момент, додека се пукаше тоа, имаше и напади со ракети кои стигнуваа до Тел Авив, исто и до мојот град. Имаше сирени на секои 5 минути, но ние во моментов и не бевме во нашиот град, така да помалку ги слушнавме сирените, после 2 дена кога се вративме, ги слушавме повеќе и така да не сакавме малку, бевме вознемирени и така заедно со другите македонци сите заедно се вративме и ние со нашето семејство во Македонија. Рубица, Израел е држава која што речиси постојано е во вонредна воена состојба. Може да се видат војници, вооружени полицајци секојаш низ градовите, на улиците. Како секоја држава и Израел има полиција, има војска која нон-стоп е активна и така да не е секогаш во војна, понекогаш се дешавало такви да има доле нели интервенции до границата кај што со Газа, но тоа сега што се деси нешто е пожестоко и мислам дека ќе потрае повеќе време. Инаку каде живеете вие? Рековте блиску до Тел Авив. Ние живееме во градот Ганеитика. Тоа е градче, ново градче многу и е 10 километри од Тел Авив. Понастрана е, подобро е, така да малце ми личи и на мојот роден град Штип и затоа така добро сме местото да бидеме таму блиско до
до Тел Авив. Изненадување што сега речиси да нема точка во Израел до која што не пристигнуваат ракетите на Хамас. Очигледно имаат многу по-современо и по-моќно оружје, стекнато, купено, направено. Да, ракетите на Хамас стигнуваат до Тел Авив. Малце, може да се каже 10 километри на север од Тел Авив може да пристигнат, значи го поминуваат малце Тел Авив, но не постигнуваат подалеку од тоа. На Израел има друг проблем што и од они праќаат, значи работат и со Либан, со тамо која има друга терористичка група која од тамо и тие од север почнуваат да напаѓаат, а нивните ракети можат да стигнат до Тел Авив. Така да што цел Израел е нападнат може да го нападнат со ракети. Израел има исто железна копула која се брани од тие ракети, која може 99% да ги пати од тие ракети. Например, сега имаше околу 5000 ракети кои беа изфрлени над Израел, а само околу 20-30 ракети падна и некои падна на отворени места кај што израелците не ги паќаат тие ракети кај што паѓаат во море или на отворено место, а некои удриат директно во згради и во куќи кај што некои ги загинаа кои што не се сокрија во мели под зграда или по некое посигурно место. Рубиса, постојано живеете во таа, да ја наречем, воена состојба, психоза, сепак јачината на овој напад, влегувањето на израелска територија на можеби 1000 припадници на Хамас е изненадување. Што се зборува во израелското општество, израелските медиуми? Или сега сите молчат, кога ќе завршуваат, тогаш ќе почнат сметките да се испорачуваат за политичарите и за безбедносните служби? Тоа ќе се знае на крајот, но мислам дека сега целта на Израел и на повеќе држави кои се приклучија со Израел е целта на мисија сега да го уништат Хамас до крај и дека после повеќе нема да имаат, пошто никој не е помислил дека они ќе ја поминат границата и дека ќе пукаат по невини луѓе и нема да пираат кои се тие луѓе, дали се туристи, дали се тоа. Колку време, како ќе заврши ова, дали ќе има копнена офанзива, има ли можности, шанси некој, не дај Боже, да се развие во поголем конфликт, да се вклучи и Иран и така натаму? Па видите, јас не сум воено да ги разбирам толку работите, но мислам дека како што ме јавуваат по телевизија, како што вие ја гледате, дека се планира да се влезе во котло, пошто само така може да ги исчистат тие луѓе што не прават и Рубиса, пожелувам добро, престои тука и пожелувам што побрзо да заврши ова, за да може да се врати. Да, сите го сакаме тоа. Да. Ти благодарам. Благодарам Пајо Рубиса, евреин од Штип, кој што 20 години живее во Израел. Слушате Стадион. Добар ден за слушателот кој би требало да го имаме на линија. 032-397-707-397-717-397-727. Имаме и пораки. Хамас е исто како ИСИС, што од политичко-религиозни идеали и фанатизми и одржување моќ се способни да ги жртвуваат и децата. Болно е колку подржувачи на Хамас има и низ Македонија. Не знам, тоа не сум го знаел. Секаде каде што има религиозни будали, лесно се подпалува. Тоа е. Имам уште неколку интересни информации, како например какво оружје, какви видови на бомби користи Израел и која е тајната на нивното масовно уништување. Вака вели. Важно е да се напомене дека повеќе од 2 милиони палестинци живеат во Газа, кои се соочуваат со исклучително тешки услови за живот како резултат на постојната израелска обсада, откако Хамас победи на палестинските парламентарни избори во 2006 година. Војниот и стратешки експерт Фаес Ал-Дуваери објаснува дека обемот на огромното уништување што израелските авиони го предизвикаа во појасот Газа е резултат на надградба на неконвенционалните бомби со опрема што ја направи нивната тежина
да достигне 1 тон експлозив. Довери ги негира тврдењата на Израел дека огромното количество на уништување предизвикано на стамбени згради и инфраструктура во појасот Газа е резултат на прецизно бомбардирање. Тој посочува дека Израел има гранати со GPS систем и такви напади треба да бидат прецизни, кои ги нарекува прецизна цел, бидејќи тие се движат кон целта со голема прецизност и користат осигурувач кој е пропорционален на големината на целта. Тој додава дека солитерите биле уништени од вакуум бомби. Знаете, тие слики што ги гледате на телевизија, зграда од еднаш целата паѓа се руши. Значи, според овој експерт, солитерите биле уништени од вакуум бомби кои можеле прецизно да стигнат до целта без да остават значителна трага на околните згради. Исто така вели дека целосно се уништени и поскромните објекти во однос на послаб квалитет на градба. Тој нагласува дека Израел спроведува систематски и намерен процес на уништување со цел да ги принуди жителите да се евакуираат и да се преселат. Затвор на отворено појас од Газа и западниот брег, двете палестински територии за кои со години има крвави конфликти. Сега имаме и една друга димензија. Последните денови за Украина речиси никој ништо да не зборува. НАТО на последниот состанок беше принудено да направи поделба поради поддршката и за Израел и за Украина. На последниот состанок, како ги нарекуваат тие брифинзи, министрите за одбрана на НАТО зборувале речиси цело време за состојбата на Блискиот Исток, за Израел. 032 397 707 397 727 397 717 локал 104. Ви реков, можете да зборувате на било која тема. Заврши сагата за македонците во Израел, слушнавте и од Рубиса. Владата тврди дека ги евакуирала сите патници со Air Srbija. Со чартер летот организиран и платен од страна на владата на Македонија, на релација Тел Авив Скопје во текот на вчерашниот ден успешно се евакуирани сите преостанати држави на Република Македонија кои побарале помош да го напуштат Израел и да се вратат во земјата. Бесплатниот чартер лет за сите патници кои патуваа на релација Тел Авив Скопје, ова ми пречи. 10 пати го плати владата, бесплатниот пат ќе го плати, тоа се наши граѓани, не мора да се нагласува. Ова е забелешки за колегите, може ли тоа да го изведат од сообщението на владата. Беше реализиран летот во соработка со Air Srbija и тоа во услови на откажени летови и целосно блокиран авионски сообраќај од и кон Израел. Со оглед на тековните борбени активности во повеќе подрачја во Израел, изминатите недела, претходните обиди за обезбедување на летот Тел Авив не вродија со резултати, имајќи предвид дека ниту една компанија од регионот не беше во можност да обезбеди сигурен и безбеден лет и да одговори на барањата на владата на Република Македонија. Значи, сите што сакале да се вратат, се вратиле. Тие што останале, слушнавте и од Рубиса, така одлучиле. Имаат семејство и не сакаат да се вратат. Далеко од бомбите и сирените за тревога, на безбедно и преградка се вратија десетици македонски државјани од Израел. Десетици илјади луѓе на протести во светот за поддршка на Израел и на палестинците. Во некои градови дури доаѓа до блиски контакти. Мислам дека во Њујорк имавме една таква ситуација. Значи имаме протести од палестинците, имаме протести од израелците и ако не се добро безбедносно ограничени, чувани, тогаш може да се случи да дојде до судар на протестантите. Се надевам дека до такво нешто нема да дојде. Израелската армија ги уверува жителите на северниот дел од појасот Газа дека денеска од 14:10 нема да ги напаѓа во периодот 14:10 се извинувам, денеска нема да ги напаѓа во периодот од 10 до 16 часот по локално време, од 9 до 15 часот по средноевропско време, со цел тие да може да се евакуираат. Жителите на Бејт Ханун треба да следат означена рута за бегство до Кан Юнис, објави портпаролот на израелската армија на арапски јазик на платформата
Twitter, во дадениот временски период е можно движење по таа рута без штети. Армијата се сомнева дека членови на милитантното исламистичко движење Хамас се наоѓаат во тунели под куќите на луѓето, а исто така и во стамбените згради. Израел го обвинува Хамас дека се обидува да го спречи населението да дојде на безбедно и дека го користи како човечки штит. Ало, ве слушам. 032-397-707-397-797-397-727 локал 104. Нешто не сте расположени да зборувате за оваа тема. Повеќе сакате политика. Македонска. А што фајде имаме од македонска политика? Ова се суштествени работи, кои што ако не се решат навремено, може да го запали цел Блиски Исток, Азија, целиот свет. Режиот, што ме така, војната е најгнасна работа, пишал еден слушател. Столе пушти слушатели и гледачи да се јавиме. Па пуштени се. Освен ако не ви ги држи некои телефоните блокирани, не знам. Еве уште еднаш ќе ги повторам. 032-397-707 397-727 397-717. Тоа се броевите на кои што можете да вртите. Можете на Facebook радио мрежа Канал 77 да пишувате, на YouTube Канал 77 да пишувате пораки. Локал 104 докато се јавите на овие телефони што ви ги кажам. Да се обидем уште еднаш, ако се блокирани телефоните. Ајде да видиме. Имаме ли слушател? Ало? Ве слушам. Дали вие ме слушате? Аха, че уште се блокирани телефони. Повелете, јавувајте се после вториот дел од интервјуто со Сем Ваклин. Го слушнеме, уште еднаш ви велам, многу интересно е. Ке дознаете многу за причините зошто ова се случува сега во Газа, во Израел, помеѓу Израел и Хамас. Дали има решение, кое би било тоа решение, кое што би понудило трајно одржлив мир и кои се пречките за да се дојде до едно такво решение. Се разбира, ке слушнете тука и за рефлексиите на ова што се случува во Израел и во Газа, на војната ситуација во Украина, Русија-Украина и воопшто на целокупната светска геополитика и малку за тоа каде тука се наоѓа Македонија и што може да очекува од Европската Унија, од Соединените Американски држави, како дел од Балкана. Стадион. Емисија за вашата вистина. Не прашам само, рековте за изненадување, имали информации разновачките служби од каде толку оружје? Се споменуваат 5000 ракети досега истрелани. Тие треба да влезат од некаде, преку море, преку тунели, преку копно, преку воздух. Па сега се споменуваат ирански видови на оружје, па оружје кои што самите ги прават Хамас. Па се споменува и војната во Украина, дел од оружјето кое што се дава како помош на Украина, преку шверцери отишло кај Хамас, па дури Зеленски ги обвини русите дека оружјето што го заплениле од украинците го испорачале на Хамас. Од каде толку оружје на едно толку мало место? Колку Скопје е тоа? Помало од Скопје. Yes, people don't realize that the Gaza Strip is tiny. The border between Gaza Strip and Israel is 47 kilometers. Да, луѓето не сваќаат дека појасот Газа е многу мал. Границата помеѓу појасот Газа и Израел е долга 47 километри, а појасот Газа е голем како територијата на Скопје до Катланово. So, and in this area you have 2.1 and maybe 2.4 million, no one knows. Between 2.1 and 2.4 million, it's the most densely populated area in the world, much more than Hong Kong. Малечка.
На таа територија имате 2,1, можеби 2,4 милиони жители, никој не знае. Помеѓу 2,1 и 2,4 милиони, најгусто населената зона во светот. Многу повеќе од Хонг Конг. Има газа горе и газа долу во подземјето. Цел огромен град функционира под земја. Тунели, производни погони, фабрики, училишта, џамии, дури и станишта на највисоко рангираните членови на Хамас. Значи, под газа постои цел град. Се што уништува Израел е шега и нема значење за способностите на Хамас. Се додека Израел не користи бомби за уништување на бункери, се додека не се користат такви бомби, тие не допираат до Хамас. Тие го обезглавуваат водството на Хамас, но Хамас има многу нивоа на водство, имаат резервни системи. Имаше период кога Израел ги ликвидираше сите лидери на Хамас. Ал-Вантиси, шејкот Јасин, сите. И то немаше никакво влијание на Хамас, затоа што имаат многу нивоа. And it didn't affect Hamas because they have multiple layers. So everything is happening underground. And Israel has not touched the underground yet. Значи, се случува во подземјето, а Израел се уште нема стигнато до подземјето. Што се однесува до прашањето од каде дојдоа бомбите, ракетите и така натаму, прво треба да се разбере дека тоа не се многу софистицирани орудија. Ракетите се многу едноставни, рудиментирани, затоа многу од нив паѓаат на погрешни места. Тие ракети се произведени во Газа. Дел од ракетите доаѓаат од израелските одбранбени сили. Израел ја ракетираше Газа 4 пати во последните 25 години, а некои од тие ракети не експлодирале. Хамас ги собрал тие ракети. Иронијата е што еден од изворите се израелските одбранбени сили, друг извор е прошверцувана муниција. Иран, например, испраќа во Газа големи количества градежни материјали, а внатре во градежните материјали сокриле ракети. Iran, for example, sent to Gaza a lot of construction materials, and inside the construction materials. Сепак, неголемиот број ракети се произведени локално. Инженери од Хамас редовно патуваат во Иран и Либан за да се обучуваат за производство на ракети. Се работи за иранско знаење. И тие инженери одат на обнова на знаењата на годишно ниво, на обука и се враќаат. Всушност, инженерите се толку важни што долго време главниот водач на Хамас беше инженер, ракетен инженер. To get training and so on, and come back. Actually, engineers are so important that for a very long time, the chief leader of Hamas, the main leader of Hamas, was an engineer. Most of the weapons are produced in local factories. They are not very sophisticated. That's why many of them fall in the wrong place. Сакав да кажам дека неголемиот дел од оружјето е произведено во локални фабрики, не е многу софистицирано и затоа многу ракети промашуваат. Со текот на годините, Хамас и Хезболах акумулираа десетици илјади ракети. Иран инвестираше околу $100 милиони во постројки за производство на ракети и во самите ракети, се разбира. Ако истовремено истрелате 2 или 3 илјади ракети, одбранбениот систем железна купола не може да се справи со толкав број. Системот максимално може да се справи со 1800 истрелани ракети. Ако го надминете тој број, сите проектили над таа бројка ќе ги погодат целите. Значи, железната купола беше преоптоварен, одбранбениот систем на Израел. Тоа повеќе или помалку е сликата. What about weapon from Ukraine, from Russia? Не знам за такво нешто, ниту имам некакви индиции во тој правец. Мислам дека тоа се лажни вести. Господине Вакнин, ви изненадали или очекувано беше тоа? Какви беа реакциите од Кина и од Русија? Најголем дел од светот го осуди Хамас, зверското, дивјачкото однесување со цивилите. Русија и Кина беа избалансирани, воздржани и Турција спаѓа тука, повикуваат на формирање на палестинска држава како решение на оваа криза. Дали тоа би било решение според вас? Затоа што веќе споменавте веќе The idea of a Palestinian state is total nonsense and delusion.
Не е можно да се воспостави палестинска држава. Идејата за палестинска држава е целосно безмислена и е илузија. Ако ја погледнете мапата, како ќе ги поврзете Западниот брег и Газа, не постои начин да ги поврзете Западниот брег и Газа, освен да го пресечете Израел на два дела. Значи, решението со две држави е целосно безмислено. Решението со една држава во која арапите и израелците ќе живеат заедно е исто така неприфатливо. Затоа што до 2050 година палестинците ќе бидат мнозинство во решение со една држава. So the country can be Jewish but not democratic, or it can be democratic but not Jewish. These two alternatives are not acceptable. И евреите нема никогаш да го прифатат тоа. Значи и државата ќе биде еврејска, но не демократска, или ќе биде демократска, но не еврејска. Тоа се две алтернативи кои се неприфатливи. Нема решение. Таму имате две нации, два народи, евреи, арапи, палестинци. И двата бараат за себе 100% од истата мощна мала територија. Ова не е како Косово. Во Косово албанците не го бараа Белград. Албанците не инсистираа Нови Сад да биде нивен. Значи, не е исто како Косово. Ова не е војна или судир за специфичен дел од една земја. Ова е судир за целата земја. Барањата се 100%. The demand is 100%. Gaza, for example, 71% of population of Gaza. Например, Газа, 70% од населението на Газа се бегалци од други места внатре во Израел. Бегалците и втората генерација бегалци, синовите и керките на бегалците. Тоа е 71%. Тие луѓе не ја сметаат Газа за свој дом. Тие гледаат на Газа како на привремен бегалски камп. Тие сакаат да се вратат во своите домови, овоштарници, градини, фарми. Сите тие се селани и имаат мощна интимна врска со земјата. Ги чуваат клучевите од своите куќи и 75 години подоцна. They keep the keys of their houses 75 years later. This conflict started in 1882. Овој судир почна во 1882 година. И арапите ги сметаат евреите што пристигнале од Европа, од Америка, за колонијалисти. Тие велат дека државата Израел е форма на колонијализам и дека сите евреи треба да бидат вратени таму од каде што дошле. И дека целата држава им припаѓа на палестинците. And all the country belongs to the Palestinians. That's it. Every square centimeter belongs to the Palestinians. They're not willing to... There's no compromise here. Тоа е. Секој квадратен сантиметар им припаѓа на палестинците. Тие не се подготвени. Тука нема компромис. Да, постои привремен компромис, па можеме да говориме за привремени решенија, но клучниот проблем е што барањата на двете страни меѓусебно се исклучуваат. Играта е на се или ништо. Или евреите ќе победат, а палестинците ќе изгубат, или палестинците ќе победат, а евреите ќе изгубат. Оттаму, само еден од овие народи или нации ќе опстане. Другиот мора да замине. Знам дека е невообичаено ова што го велам, затоа што се смета дека такви работи не треба да се говорат, но тоа е стварност. Овој судир нема да запре се додека една од двете нации не се откаже и замине на друго место, се исели. Тој Ваклин, да завршиме со тоа како овој конфликт ќе влие на тоа што се случува во Украина. Пред малку рековте, сега би требало најстрикна да е Русија. Дали овој конфликт ќе го забрза решавањето на војната во Украина, некаков мировен договор, или и таа војна ќе трае? I believe so. I believe the United States will have to choose between Ukraine and Israel in terms of military assistance, in terms of budget. Верувам дека е така. Верувам дека сад ќе мора да одлучат меѓу Украина и Израел од гледна точка на војната помош и буџетот. Соединетите држави не се мокни како што беа пред 50 години. Силата им е ограничена. Внатре во САД сите судири помеѓу левицата и десницата, конзервативци, републиканци и демократи. Тоа е нефункционална држава и треба да избере Израел или Украина. И не се сомневам дека ќе го избере Израел, а не Украина. Во тој момент САД ќе треба да ја притиснат Украина да прифати компромис со Русија, да ја заврши војната. Предвидувам дека можно скоро Украина ќе се соочи со притисок од Европската унија од САД, да седне на преговарачка маса со русите и да им понуди територијални отстапки, за да заврши таа војна. Because the attention of the United States must be focused on Israel. And they must somehow stop Iran
from taking over the entire region. Iran is not only in Lebanon, is in Yemen. Затоа што вниманието на САД мора да биде фокусирано на Израел и да се спречи Иран да стекне контрола врз целиот регион. Иран не е само во Либан, Иран е и во Јемен. Газа е на границата со Египет, голем друг сојузник на САД. САД им дава на Израел и на Египет комбинирано $6 милиарди во воена помош секоја година. $6 милиарди. Тоа е најголемото доделување на ресурси од страна на САД во целиот свет. The United States is giving to Israel more money than it is giving to NATO. More money than it is giving to Taiwan. Israel is critical, also because of the power of the Jews in the United States. САД на Израел му даваат повеќе пари отколку што даваат на НАТО. Повеќе пари од Тајван. Израел има клучно значење, меѓу другото, и поради моќта на евреите во САД. Антони Блинкен, ако не сте знаеле, е евреин. Затоа мораме да се соочиме со реалноста. Се разбира, и Зеленски е евреин. Мораме да се соочиме со реалноста дека војната во Украина трае предолго. Украина не успеа да направи каков било напредок со неодамнешната офанзива. Русија само треба да чека. И Русија тоа го прави, чека. И наскоро, мислам, Русија ќе го поништи напредокот на украинската армија и приказната повторно ќе почне од нула. Па нова офанзива. Ова не е одржливо. Исто така милиони украинци се надвор од Украина. Тие вршат притисок врз системите за социјална заштита, образование, потоа здравствените системи на секаде во Европска унија. Видовме што се случи во Словачка. Во Словачка добивме нова влада која е проруска. It's not a joke. The European Union could face fragmentation because of the Ukraine war. Ова не е шега. ЕУ може да се соочи со фрагментација поради војната во Украина. Европската унија исто така треба да го штити својот интегритет на некој начин. Во некој момент тие ќе ја прекинат војната и ќе ја принудат Украина да ја предаде на Русија одредена територија. Некакви отстапки. Тогаш за каква правда да зборуваме ако се наградува агресорот? Или комплицирано е тоа? Или е покомплицирано? There are two sentences in politics. All politics is local. All politics is local. And all politics is real politics. Има две реченици во политиката. Сета политика е локална и сета политика е реал политика. Мора да играш со реалноста, не можеш да играш со своите желби, соништа, вредности. Тие се ирелевантни во политиката. Реалноста Израел е тампон, брана. Ги раздвојува шиитската сфера од сунитската сфера на исламот. South to Israel, you have Saudi Arabia, you have Egypt, these are Sunni countries. Јужно од Израел ја имате Саудиска Арабија и Египет, сунетски држави. Северно од Израел се Иран, дел од Ирак и така натаму. Значи, Израел е тампон зона помеѓу сунитскиот и шиитскиот дел од исламот. And therefore it is of critical importance. Super critical importance. Now, Ukraine is a very important country. И поради тоа негово значење е критично. Супер критично. Украина е мощна значајна држава и сето тоа е вистина. Но знаете, целите на Западот во Украина се постигнати. Затоа што Украина и нанесе штета на Русија. Руската економија е целосно уништена. Не верувајте и на пропагандата. Целосно уништена. Руската војска е во лоша состојба. Руската политичка сцена е нестабилна. Русија претрпе огромни штети од војната во Украина. West is happy. Russia is much weaker than it was 2 years ago. Mission accomplished. Go home. The Ukraine war has no additional value for the West. Западот е задоволен, Западот е среќен. Русија денес е многу послаба од пред 2 години. Мисијата е остварена. Одиме дома. Украинската војна нема дополнителна вредност за Западот. Ништо. А војната во Израел може да ја преобрази целата глобална слика. Ако шиитите го освојат муслиманскиот дел, тоа е непријател за почит. А ако Иран влезе во сојуз со Кина и Русија, како што е веќе случајот со БРИКС, тоа ја менува целата игра. САД мора да го спречат тоа. Тоа е многу позначено од Украина. Жалам што морам тоа да го кажам. Доаѓате во Македонија често, престојувате тука. Може ли Македонија да биде сега по-оптимистична, затоа што ќе се забрзаат процесите на нејзино европско интегрирање, за да се смират сите безбедносни ризици на Балканот, за да може Западот да се посвети на Израел?
I haven't been here many years. I don't know what's happening here. I have no knowledge as to, and I don't usually speak about things that I'm not 100% sure of. But generally speaking, Не сум бил овде повеќе години, не знам што се случува овде. Немам доволно познавање и обично не зборувам ако не сум 100% сигурен. Општо земено, моето толкување е целосно различно. Мислам дека Европската унија ќе биде помалку волна да прифати нови членки. Сметам дека проширувањето на Европската унија ќе биде одложено, а не забрзано. Притисоците и тензиите внатре во Европската унија се на граница на пукање. Не се работи само за Словачка. There are serious problems within the European Union. The last thing they need, Се работи за Полска, за Унгарија. Постојат сериозни проблеми во Европската унија и последното нешто што им е потребно се нови членки. А дефинитивно последното нешто што им е потребно се новите членки од Балканот. Ќе ги дадат сите потребни знаци, ќе ви дадат надеж како што прават со децении, но се сомневам дека нешто ќе се случи во блиска иднина наскоро. Сметам дека најдобра политика за Европската унија во моментов е да застане во место. Го изгубија Обединетото кралство, не изгледа добро. Најдобро е да замрзнат се. Секој потек, секоја одлука, секој избор може да ја доведе во опасност целата Унија, според мене. Тоа создава голем ризик за Балканот, за дестабилизација. Ако не им се даде надеж, ако не се забрза тој процес, тие се принудени во очи да бараат и други шанси. БРИКС, Кина, Русија. They already are flirting with Russia. Serbia is flirting with Russia. Yeah? Веќе флиртуваат со Русија, Србија флиртува со Русија. Не верувам дека ЕУ ќе ги жртвува своите централни интереси и својот интегритет само за да го пацифизира Балканот. Не мислам дека ќе го сторат тоа. Затоа што, ако тоа го сторија, ако тоа беше нивната намера, немаше да ја прифатат Украина за членка. Тоа е далеку поважна пацификација. Пацификацијата нема да биде мотивација за прием на членство. Апсолутно не. Благодарам, да сте живи и здрави. Стадион. Емисија за вашата вистина. Го слушнав те Сем Вакнин. Интересни заклучоци. Малку повеќе песимистички, особено ова последната за Македонија и за Балканот, ама како рече Вакнин, политиката е реалност и интереси, не желби. Во овој момент тоа што се случува во Израел, во Газа, е супер важно, супер критично, како се изрази, за целиот свет, за Соединените американски држави. Па може да се случи и Украина лесно да биде пуштена низ вода, затоа што Западот си ја оставил целата. Среќа е нешто, руската економија е речиси уништена. Добар ден, 032-397-07-397-727-397-717. Тоа се нашите броеви. Локал 104. Имаме слушател. Добар ден. Повелете. Васил Миовски, немој да правиш погрешни слики околу добрата волја на владата за враќањето на граѓани од Израел со бесплатен лет. За твоја информација, Романија за иста услуга им наплаќа на нивните граѓани. До толку полошо за Романија. Тоа ич не ми се допаѓа. Многу е грдо. Некој која дава, не треба да се фали со тоа што дава. Тоа е одговорност на секоја влада. Добар ден, повелете, ве слушам. Ало. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ја го Митре Пиловски Филип. Јас мислам дека човештвото се уште не се развило до тој степен да биде хумано. Значи, човечкиот ум многу повеќе продуцира негативности, а него позитивности. Значи, човечкото суштество оди во погрешна насока. Многу повеќе прави штета меѓу себе и на природата него коректни работи. Така да самата наука треба да почне да го испитува како функционира човечкиот ум. Зошто продуцира повеќе штетни работи него корисни работи. Зборувам за целото човештво. Ако човечкиот ум
се разви и се развива во позитивна начин, да е космополитски настроена, да е хуманистички настроена, да има визија, да е еколошки, да има еколошка свест, тогаш целото човештво и целата планета оди напред. Значи имаме проблем со човечкиот ум. Имаме голем проблем. Така да човекот треба да почне да се само испитува што работи. Од кога ќе се роди, додека живе, што работи, дали прави корисни цели или штетни цели. За жал, мислиме дека сме најсовршени, но за жал во негативна насока. Најсовршени да уништуваме, не да ствараме корисни работи. Така е и со војните, и со болестите, и со загадување на човековата средина, со уништување на планетата, со производство на нуклеарно оружје. Било што, дали сме се запрашале како функционираме како луѓе? Зборува во целиот свет. Секојаш мислиме на војни, на насилства, на убиства, на производство на нуклеарно оружје, на цигари, на алкохол, на било што. Зошто не мислиме нешто да направиме корисно за себе и за целото човек? Значи, човечкиот ум има проблем. Затоа човештвото, ако продолжи вака, покрај што ќе уништи природата и само ќе се уништи. Значи, тука има проблем голем. Добро, благодарам за јавањето. Добар ден, повелете другата линија. Само намалете го радиото, има фонија. Повелете. Ќе го исклучиме, тој заврши слушателот или? Да, повелете. Добро, вака. Добро утро на сите што слушаат емисијава за тебе, Соле. Вака, ја ќе продолжа со најболната работа, со онкологија што изумре масовно, таму убиство, масакр што беше, вода им дава. И вчера и завчера собрани искадам на уште на понос. Абе, то човече, то беше тоа што кажуваше јавен обвинител ли беше тој 2 месеца пред да си ојд негде тешко лека ќе замирате пензија. Абе, она ќутење, она скривање, ова не е ни организирано криминално општество, ова е преорганизирано, ова е не знам, му порачува да не мрне до црква, да не иде, нема друго, да не иде да го затвора човекот и да го изолираат, да не го ликвидираат, бо мене ми е страх. То ништо да се не кажат, а му викаат, тој зад него сакал да предложа за тој да го замени државниот ревизор моментално привремено обвинител, му кажуват зад него дека ако ништо друго немало попис, немало запис, немало ништо. Тој е тамо дрогеријата, само име кажуват Падновски, како го вика. Нека е записи. Значи, све му е кажено, све му е нацртано, дури и не знам некој тамо платеник, нацртано му беше како се крадело, како се лажело. Абе, многу појќе пари, а многу мало се излечили, па тие лекоите, тие не вредат, значи, за ништо најголема сума е во прашање поединечно леко. Тој ги набавувал на 9 луѓе други ги давал. За да ги дадат на болниците. Бе, не знам бе човече, Јонески, како го викаат, абе страм, жив си бе човек и ти си пилот. Тој комунизмо кога се сечело и печело, па са и невино нека негде по Курбан. Срамота, прибери се бе човек, имаш уште 60 на дена, 70. Да, едно обвинение за сите. Буквално за сите и за министри. Така ќе бидеш очистен. Имаш ли семејство тамо луѓе бе човек гинеле, онаделе, умирале, не знаеле од тоа што и ден денеска. Значи,
каква сестра, как та, що крадела, може да я пофалиме, бидејќи ако не крадеше, ќе немаше да се прошири мовето. Значи, јавно е кажано, луѓе кажувале на тој состанок, тој Басев Маше Касев, кажал пред сите, ова ќе е врата моја е сестра. Абе, Столе, ова работа мора да ја тераш до крај, мене ми е гајле да ми прости Господ, немаме ништо, ние тешки да биде така. Него луѓе умирале. Па тамо Израел, тамо нека се, тамо што сака нека просто. На крај, Не може така да зборувате, тамо гинат луѓе, да. Ова треба до крај да се тера. Господ им кажал на тие христијаните, на израелите тамо. Го предадо, тамо е точка. Тоа е од мене, а сега тоа што нешто не чини. Така, јас само заради да држиме, што викаш, под гренава манџа, оти имат можност да ја угаси, тој самиот, тамо ја да су пратеник. Би го тргнал, им кажуеше вака, така, обвинение, немат обвинителите работа, па сите тие обвинители што работат, ја би им советува да си заминат од кај него. Значи, тој веројатно се викат јавно дека тие не работат ништо, немаат обвинение, веќе какви стручњаци, што мислите ве стручњаци, да мина на месечина луѓе, овој немој да најд тамо кој растворал, кој краде, кој лажел, кој набавува. Тете го тој паднал, скипа тете го, тој ќе каже све. Благодарам, поздрав. Добар ден, друга линија 032-397-707-397-727 397-717, локал 104. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, стадион. Добар ден. Утриско кафе у Манда, господине Столе. Така е. Да го поздрав прво што не е македонец, а како болем од македонци се понаша оној Сафет Бишевец. Друго, добар, дечко. Саво Коцарев, да го поздравам, тој е човек македонец. Максим Димитриевски, Маријан Ѓорчев, Јанче Митко, Орце, такви луѓе, а ти да поведеш тема, нели е срамно вас да не подценуваш како новинари да напуштат пресконференција заради партија што се зборува. Да, има реакција од Црнава, сега ќе ви Што има? Срамно е. Има. Se збори за партија, не се збори за етников. Сите кои се кај нашо тојки си живее. Ама прескога вас се подценуваат новинарите, тоа е нискост. Нискост. Мислу, стварно, ти треба да се слушаш демократни, гледај по Европа, види каде Европа. И Македонија, како што зборува Коцарево, ој Маријан Ѓорчев, Максим, тоа е реално. А не негативно аналитичар, например, Стевче Киемовски од граначални станови аналитичар. Тотално мицковски гугл. Ја не сум за ниједна партија, ти кажам. Ама како до вчера беше со нив, сум гледка. Кад ти ги слушнеш некои нереални, реалисти треба да ги целите луѓето. Што си ја сакат својата земја Македонија. Странците си ја сакат повеќе од Македонија. Еве Сафет Бишевец, поздрав, голем, мислиш го слушав пред некој ден. Па тој е поголем македонец од македонците. Свака му час, мислу ја не знам. Ама не можам да сватам македонското да се пробуди, не да бидеш по етником, по партиски, по верски. Абе, види, убаво демократ, што убаво да биде на секој. Дали канализација, дали водвод, дали осветлување, а не само политички се пропагандира. Тоа е мизерно, не знам колико више. А аналитици ги слушаш оној, кад унова што работеше, како играта Јубиче, ле, туго колко е голем аналитичар, па тој, ја не знам кој го покани тој Иванов, на мија бивши директор. Тој нема од реалноста ништо. Ништо нема од реалноста. Значи сите аналитичари што се со ВМРО, односно со провоморовски ставови се добри, а тие што имаат нешто добро да кажат за владата не чинат. Не ги текира, секи ти беше со влада. Ја не тренав ни влада, ни влада. Ја вас ме подценуват кој новинари. А аналитичар го ценам само
onaj Sašo Kežalovski, ili kako ga vika, a to je kulturen visok, samo njegova cena ga kao... Kežalovski od MCMS? Samo... Ili Klekovski? Ne, Klekovski je partijski, to je... Ne mogu ali... Da, to je černo. Ti sakaš da gi vlečeš работите u drug pravec, u gospodine Stole. I te polikite u Manda Kape, vi ste glavni tamo od ovoj sitno. I to je isto tako kako tebe. Ja ti kažem samo i kod cena, to je Sašo Kežalovski, mislim da se vi kaže više. Aleksandar Kežalovski. A što to je odsitao, pa i to je dobar novina. Što? To je odsitao go spomenuvate, to je dobar novinar. Nema šanci. Nikolovski top novinar. To je Marijan Punez, to je od interesa do mene. Da. Loši, pogrešni, Vasko to je sve u 360, to je dobro. Ja ti kažem realno, Vasko to je otvoren, ona Snežana Lupevska, objektivno, istraživački. Ali vi nikad ne potegnujete po ceni pres konferencije, a vi ako nekih prezentirate, oni kako ga se istaknut. Kaži mi kako ke zadovoljati. Ima reakcije kako go sudujeme, to što si stanava. I za nama ima reakcija. Pa vam sudova nekorektni prašenja se postavljate. Kako nekorektni? Ti vidite kakva novinari, znači samo znajete da kritikujete, neki gledate ne vodite. Za narod ili za ovo danas za luje strašno mizerno deluje. Za lijekovi se ne pokačuje tamo gdje služe vitaminski ili kakvi ti, ja ne znam. 5 na 10%. Da, pa ne lijepo je sramna zemlja mala Makedonija. Da, luksus. Makedonija kada se zapuje za ratno-politički nekoj, mi smo mala zemlja, što gledamo tukaj ekonomija da ne funkcionira, naroda da se zasaka, da se zapoštova, da ima ugovor regulirano sve, počituvanje na bilo što, a ne samo, ja sam bio Maksim utrato da nasitio ga služao, koja beše, ne znam da, rozjepeli si karto. Beše mi Nata Sabota i kaj nas beše, da? Ne, da, pa kako gledaš kako zboru, a mi su realno ne izmislila, ne filozofira, ne dodava, ne, znači kažu ono kao što je, ja takvi uste, ja ti kažu onaj Mitko Janč od Kavadarci, ili Orce, kako se kaže, od Kisala, onaj Bobi Stjevko su onaj... Georgijevski. Onaj Boračan od Butel, rabata ljudi na tere, bre, da, a ne Stole, ovaj direktor što je, to je za avione. Gledam ga sad kako vrti, kako se objesnila, kako dupkite za mostu i za požari, to je. Koji direktor za avione? Pa to je Stola... Rastojanče Angelofli, general? Nemo znam prezime da... Pa dobar i on, gasi požari, vlegova, ne se plaši. Dobar je, logika. Ovdje se posvetija na dvoresna politika, zapostavija site dolni šaloni na direktor, ne može da funkcionira se. Си некој се разборуваш. Pa ne si go slušal. Неговите ставови се поблиску до ВМРО. Ама не до ВМРО. Вели објективен су. Ама ти во последно време. Тебе ти си окупиран од ВМРО, ја мислам. Како? Ти си окупиран од ВМРО. Не сум окупиран од ВМРО. Не, па ставно. Окупиран сум од политичка ситуација, тоа ми е работа да следам. Не, ако ти си, ја те цитирам кој новинар од памти век. Ама и јас сум дошол кај тебе у студија горе у КПСС. Слушај, ама ти увек некој ќе каже ти одмah ВМРО, што ја не ти рекнав ВМРО и СДС. Па кажи нешто ќе ти кажам за СДСМ, обратно ако збориш. Како? Ако кажеш нешто обратно, ќе ти го споменам СДСМ. Ама ја не рекол ништо ни СДСМ ни ВМРО. Ја ви кажа дека ви сте понижени поценени новинари. Не сте обединети како македонците што се не обединети. Исто. Срам, тоа е... Тоа сте во право, поценети дека сме, да. Како? Добро, благодарам. Имате уште нешто да кажете? Утре треба да го бойкотирате тие кога ќе држат пресконференција, бре. Не треба да бойкотирате. Ако стануваат од пресконференција, да. Па како? Па тоа е нели ви е понижувачки. У кој се увек живееш? Никој на новинар, тој не знам кој е новинар телевизија рече тамо некој за партија, за дујмиста дека каже. Па тоа е реално разборам. А ти викаш интелигенција, култура, фино, лепо. Немој тебе луѓе кој век живееме, треба импак малко да гледам по широко, да легнат работите за било што, бе. За било што.
А не се политички. Ти јас зборал, ти кажа да помар за ЕЗС. Ја не рекол ни една партија. Дали ти рекол партија? Ја луѓето ги ко човек. Така, благодарам за увањето. Добар ден, уште еден слушател. Ало. Добар ден, повелете. 032-397, 707-397, 727-397-717. Локал 104. Ве слушам, повелете. Ако сте се уште на линија. Браво за гледачот со неговото мислење околу човечкиот ум. Жалосно и страшно. Така е за жал. Бранко Конески. На територија на Израел има 7,45 милиони евреи и 7,53 милиони арапски израелци и палестинци кои живеат во Израел, плюс западниот брег и плюс појасот Газа. Кој ќе се земе бројот на нееврејски државјани? Еврејскиот процент е помеѓу 46 и 47 од вкупниот број. Малцинство над мнозинство. Дали тоа не е апартхеид? Крајот на светот нема да биде од комета, нуклеарки или супервулкан, туку ќе биде постепено замирање на човештвото поради пораст на необразованите гласни багри, која ќе избере лидери како нив, кои се за радикален национализам и религија, антивакстерство и глупи теории на заговор. Езиво пророштво на Александар Дугин, руски интелектуалец. Во Израел, на Блискиот исток ќе се уклучи Иран, Соединетите американски држави ќе тргнат со превентивни удари и започнува третата светска војна. Добар ден, ало. Повелете. Ајде, обидете се пак. А јас ќе прочитам и нешто друго. Се случуваат интересни работи. Беа на чекор да се доближат максимално да воспостават нормални односи Саудиска Арабија и Израел, но после ова се случува пресврт. Се врти кон Иран. Ријад се откажува од нормализација на односите со Израел. Саудиска Арабија ќе ги замрзне плановите кои ги поддржува Америка за нормализација на односите со Израел. Пренесува Reuters, повикувајќи се на два извори. Причината зошто ова го прави Саудиска Арабија и се откажува од нормализација на односите со Израел е стравот дека тоа би можело да ги налути арапите широм на регионот кои ја поддржуваат Палестина. Значи Саудиска Арабија се повлекува, односно ги замрзнува чекорите за нормализација на односите со Израел. Што имаме друго интересно? Ево е многу интересно, новинарски аспект. Расте бројот на дезинформации по конфликтот во Израел. По бомбашките напади во Израел, дезинформациите за конфликтот се расширија на интернет со брзина што ги шокираше аналитичарите. Тоа е полошо од тоа што се случи на 6 јануари, полоши од пандемијата со COVID-19 или почетокот на вакцинирањето. Всушност, тоа е најинтензивната количина на дезинформации што сум ги видел досега на социјалните мрежи, вели Алекс Махадеван, директор на Mediawise. Се тврди дека Украина шверцува оружје за Хамас на видео кој има милиони прегледи, но објавата и самото видео се лажни. Друга објава покажува деца во кафизи на која се тврди дека се израелци киднапирани од Хамас, но откриено е дека ова видео е објавено на TikTok неколку дена пред нападот во саботата. И во овој последен пример постоти репортерот се лажни. BBC нема ниту дописник по име Верона Марк, ниту ток-шоу наречено American Inside. X, односно Twitter, го суспендираше профилот поради прекршување на правилата на платформата. Во активната конфликтна зона новинарите не можат секогаш да пристапат до најтешко погодените области, што созава празнина
во информациите, а дезинформациите често го попълнуваат тој вакуум. Значи сега очекуваме да продолжиме со разговорот за Израел. Би требало да го добиеме на линија Пецо Трајковски, кој што долго време се бави со состојбите во тој регион и знае многу повеќе од нас. Сигурно има многу интересни информации, заклучоци и предвидувања за тоа што ќе се очекува. Режија, дали воспоставивме контакт со Пецо Трајковски? Уништено 1300 згради. Хамас сака Путин да биде вклучен во преговорите. Реклами, па се враќаме со Пецо Трајковски. Емисија за вашата вистина. Есента може да започне со уште повеќе пари за секого од Flex Credit. Аплицирај за кредит од 5000 до 150.000 динари на 13505 или во едно од нашите 63 филијали и стани потенцијален добитник на парична награда. Подаруваме повеќе од 200.000 динари. Flex Credit. Пари за секого. Емисија за вашата вистина. Добар ден за Пецо Трајковски, Центар за стратегиски истражувања и анализи. Дали се слушаме? Се уште не сме го добили. Режија, обидете се да го добиете. И читам последните информации за Израел. Стигна страшна порака на арапски од израелските воени власти. Палестинците бегаат од Северна Газа. И имаме друго. Се обистини најголемиот страф на Запад. Повеќе од 1000 контейнери воена опрема стигнала во Русија. Белата куќа денеска соопшти дека Северна Кореја испорачала на Русија повеќе од 1000 контейнери воена опрема и емуниција за војната во Украина. Добро. Еве, веќе се плашат и европските држави, се организираат, се мобилизираат. Например, Француска во страв. Макрон, председателот, нареди мобилизација на 7000 војници. Да се исплачи човек, што се случува, дали ова само превентивно така, политички или навистина имаат разнавачките служби во Франција, во Европа, во Америка, во Британија, сериозни информации се подготвуваат за најлошо. Бегајте, ќе нападнеме со голема сила, со голема снага. Драматично сообштение на израелската војска. Главниот портпарол Даниел Хагари ги повика палестинците на северот, на појасот на Газа да се евакуираат, велејки дека Израел ќе нападне со голема сила. Што се случува со Трајковски? Да не се исклучил. Ајде, ќе го побараме пак. Ке продолжам со дезинформациите и ве повикувам и вас да се вклучите. 032-397-707-397-727. Добар ден, повелете. Ало? Ве слушам, повелете. Што се случува со Режија? Имам информација дека има слушател. Па го пуштиме. Ало, добар ден. Ало, ве слушам, повелете. Пред малку се, но мислам нешто друго па да кажам и требило што привет. Се додека Обединетите нации не се вршат работа за тоа што се формирани ни светот че има војна. Значи, нивната цел на формирање во 45-та година беше
да има мир во светот сега, но за жал не е така. Да се борат против сиромаштијата. За жал не е така, 70% од светското население скоро е сиромашно. Да има развој на бизнисот. Слободен проток на идеи на луѓе и на капитал, што го нема. Да има заштита на човековата средина, што го нема. Значи, зошто постојат како обединете нации? Што е нивната цел на постоење? Значи, постојат, но не функционираат на терен. Во сите овие војни не требаше, односно, кога ќе ги насети дека можат да постојат војни, требаше да ги спречува. Обединетите нации се организација каде што 99% од целото човештво е тук. Што работат ти? Дали можете да најдете некој представник во нашата држава, Македонија, да ви дојди гостин, да ги прашате што работат ти? За кого постојат? Ако не работат како што треба, нека се формира друга светска организација. Еве, мој предлог нека види Федерација на жители и држави на планетата Земја. Или Светска федерација. Значи, Кој ќе ја формира таа нова организација? Овие оваа не може да ја одржуваат. Значи, не ја фермаат во последно време. Треба да се обедини целото човештво, ако треба нека се распиши светски референдум кој жител на планетата Земја сака да живее во таква федерација. А верувајте дека 80... Ало? Се исклучи. Добар ден за Пецо Трајковски. Добар ден. Центар за стратегиски истражувања и анализи. Да, тоа. Трајковски, вие го следите овој регион. По долго време сте престојувале неколку пати, сте биле на границата со Газа, сте присуствувале на светскиот самит за борба против тероризмот, еден од двата најголеми такви самити во светот. Повелете првите ваши заклучоци и впечатоци. Дали вие како луѓе вклучени во анализи и истражувања можете да кажете дека не сте изненадени од ова што се случува или дури и вие сте изненадени? Интересувањето на овој дел најмногу е тоа што Израел прави секогаш некакви планови и проекти за време на напад. Овој напад, да бидеме искрени, мислам дека и самите израелци ги изненади затоа што очекуваја на напад на западна обала, а не на Газа. Затоа што во Газа мислејќи дека има контрола како безбедносно, така и економски, беа изненадени. Границата со Газа е многу добро обезбедена кога се работи за софистицирана опрема. Но мислам дека стратегиското разузнавање на терен во Газа во тој момент има потврдено. Замислете, во Газа се случува обуки и тренинзи на припадници на Хамас. Израелците може да ги видат, но сепак му гарантира дека нема да дојде до некаков напад. Трајковски, што велат анализите за информациите за моменталната ситуација, како ќе се развија, ќе имаме копнена офанзива, ќе се повтори 2014. Тоа е голем ризик. Тие улични борби, тие подземни канали. Во моментот Израел мобилизира 300.000 копнена војска. Тоа не е мал број. Иако првите напади на Израел беа со авиони, Хамас како организација е многу добро организирана и може да се види дека овој пат ова не е само терористички акт, туку е едноставно, како што кажа премиерот Нетањаху, војна. Тоа значи дека
посткоманден центар. Мислам дека вчера или најлево објавија дека е уништен, што јас не верувам во такво нешто, затоа што Израел најавува дека ќе се бори до истребување на последниот член на Хамас, а тоа може да придонесе до многу поголеми проблеми. Зошто? Затоа што там покрај војниците на Хамас ќе бина и цеви, меѓу кои сигурно старци и деца. Дали ќе има мировен договор? Да, на крајот секогаш не завршува со мировен договор. Може овде исто така да се напомени дека нападот на Хамас има символика, затоа што е на истиот ден во 1973 на Јом Кипур војната, и тие користат тој датум да направат напад кој е синхронизиран, значи не е бомба. Напад од воздух, земја. Многу помотно оружје употребува од претходните напади Хамас. Денеска во светот не е тешко да се најде, да се набави дури и најсофистицирано оружје. Да, во светот не е тешко да се набави софистицирано оружје, но ова оружје што го користи Хамас може да се каже дека е малку напредено, затоа што една ракета што ја произведува Хамас на територијата на Газа чини некаде околу $780, а едно лансирање на железната купола на Израел чини $15,000. Сега тука може да се гледа и моментот на економски ефект. Замислете, 3500 ракети чинат некаде околу $2 милиони, а 3500 лансирање на железната купола чини некаде околу $45 милиони. А таа купола важеше за совршена. Таков имидж имаше во светот. Испана дека и она не е семојна. Па да, сепак 3500 ракети во краток период се многу. Мислам дека пресретување на толку голем обем на ракети не е можно. Повторно треба да кажеме дека овде постои команден центар, значи тоа значи дека некој ја води ова војна од страната на Хамас и дека ние се веројатно го гледаме само првиот дел. Кога израелската војска навлегува во Газа, тие некако не реагираат со страв. Едноставно се вкопани во тунели кои долго време ги има спремано, кој му користа и веројатно сака да предизвика и надвор од случување на надвор од Газа. Замислете, Хамас има своји представнича во повеќе земји во Европа. Легални. Значи, има и поддржувачи. Тоа значи дека секој губење на Хамас понатамо што може да се рефлектира било каде во светот. Трајковски, може ли да ескалира ова? Еве сега Саудиска Арабија ретерираше. Па да. Иран може Хезболак да се вклучи. Има предвидува денеска дека е можна и трета светска војна. Некои ултранационалисти од Русија во времето дава изјави дека трета светска војна би почела на Блискиот Исток. Ние тоа не можеме сега да го знаеме, но Израел првпат после долго време имаше седнато со Саудиска Арабија на зелена маса и преговараше. Со овој чекор преговорите прво запреа. Иран исто така е законат непријател на Израел и сигурно ги поддржува Хамас, иако од нивно верско гледиште едните се сунити, другите шиити. На секоја конференција во Израел од секогаш е видливо дека кога едните пука, другите се придружува. Тоа е малку чудно. Иран се шиити, а ги поддржуваат Хамас кои што се сунети. А генерално они се судрени. Па во историјата на војувањето е пример големиот кинески стратег се вели дека непријателот на мој непријател е мој пријател. Нели? Да.
Затоа што во Јемен, Иран и Саудиска Арабија беа всушност спротиставени. Овде Дел. најпрво да се гледа елементот на како можеше Хамас да го изигра разузнавањето на Израел. Дали тоа е војното или цивилното, од каде црпи стратегии Совети и како успеа да ги насочи во погрешен, да гледат во погрешен правец. Моето мислење е дека Хамас има голема поддршка од трета страна, кој или повеќе трети страни. Ако спиел или ако не верувале во тие информации или ги игнорирале израелските служби и израелските политичари, тогаш зошто ги игнорирале предупредувањето од Соединетите американски држави, ЦИА, Британија, или и тие не знаеле кој знае колку? Има тука некој прашање за размислување, но тие имаја дојави и од египетската служба дека нешто големо се спрема и нешто големо ќе се случи на појасот Газа, но сепак тој дел се игнорира. Ние повеќе од тоа што добиваме од јавните информации не можеме да знаеме. Трајковски, што ќе се случува понатаму? Или до наредната локална таква војна ќе поминат одредени години, ќе се живее така како што се живееше и претходно, затоа што Русија, Кина, Турција бараат дефинитивно формирање на палестинска држава. Пред малку имав интервју со Сем Вакнин, тој вели дека тоа е многу тешко изводливо, затоа што и едната и другата страна се исклучиви. Размислуваат за истребување на другите, а не за заедничко живење или живење едни покрај други како држави две. Сите викаме дека треба да што побрзо да дојде до некако мир и до разбирање помеѓу палестинците и израелците. Треба тука да напомениме дека во Палестина има и една друга група која се вика Фатах и што владее со западниот брег, заедно со Махмуд Абас, која се согласила, која е дел од договорот во Осло, согласила да има држава на територијата, но Хамас во ниеден случај не го поддржува тоа. Хамас сака уништување на израелската држава. Да, ако прашате израелец до кога ќе трае ова, тие ќе кажат вечно. Исто и палестинец. Да, например на границата со Газа, исто така има еден град Јаски што бил го посетил, се вика Сдерот, таму граѓаните, израелските граѓани не живеат многу подобро од граѓаните на Газа. Зошто? Затоа што децата учат во бункери, болниците се вкопани во земја, тие секогаш се први на удар. Тоа значи дека израелците молат за мирно, мислам дека нема за брзо да го добие. Инаку добро е исто така да се знае дека во војната во Јом Кипур, војната од 1970 година, после напуштањето на Газа на израелската војска, газва и се нуди на Египет да го земи како дел од Египет, но Египет не го прифаќа. Да, Египет и сега ги затвори границата, или тој е преминат. И за крај само значително е нарушен имиджот на израелската војска, израелските служби. Дали ова ќе трае додека тој имидж не се подобри? Не. Сепак на крајот треба да дојде мир. Во 1970 се има исто случајно и тогаш раководството на Израел одговараше пред институциите, зашто безбедносните служби го пропуштиле и дозволиле да се случи такво нешто. Еве, ако можеме да видиме сите дека во моментот никој не разговара за одговорност. Сега сите сили се насочени кон напад на Хамас. Кога се ќе заврши, сепак ќе се разгледуваат тие прашања. Израелците, мислам дека израелците учат од своите искуства, иако ги плаќат скапо. Ќе има ли ова сигурно влијание на тоа што се случува во Украина? Ќе биде заборавена Украина или паралелно?
мислам дека последниве недела многу малку се зборува за Украина и на мрежите и на телевизиите, мрежи и така натаму. Некако како да се пренасочи целото внимание на чувањата газа. Тоа би можело да значи забрзување на процесот, дај Боже, на завршување на таа војна и мировен договор. Први кои се појавија со избора беа Народна република Кина, која одма побара мир, а втори кој се појавија беше Турција, која викаше да, ние сме за формирање на палестинска држава и даваме поддршка. И третиот човек го направи Соединетите американски држави со на пристигнување на најголемиот носач во Средоземно море. И тоа нешто многу по позадина и многу кажува. Благодарам. Пецо Трајковски беше гостин во стадион од Центарот за стратегиски истражувања и анализи. Ние сме на самиот крај на емисијата Стадион, посветена денеска на случувањата во Израел. Имавте можност да слушнете интервју со Сем Ваклин, да слушнете разговор со Паја Рубиса, евреин од Штип, кој што 20 години живее во Израел, и со Пецо Трајковски. Израел и Хамас во конечна пресметка, Блискиот исток на прагот на светска војна. Да се надеваме дека тоа нема да се случи, дека што побрзо ќе заврши војниот конфликт и дека ќе се пристапи кон мировни преговори кои што ќе овозможат трајно решение, траен мир, долготраен, а не вакви циклични повторувања кои што се пострашни и пострашни. Пријатно е до слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17 часот и 30 минути. ТВ Здравкин во сабота од 20:30. ТВ КТВ во недела од 16. ТВМ во понеделник од 13 часот. ТВ Плюс во недела од 11. Кисме Нада во сабота од 20 часот и 30 минути. ТВ Протел во понеделник во 15 часот. Канал 8 во недела од 11:40. И ТВ Глоби во сабота од 19 часот и 30 минути. Гледајте Стадион.